Ако не можеш да издвоиш барем половина час за да си ги поставиш целите и насоките во животот, цел живот ќе бидеш осуден да работиш за исполнување на целите на некој друг. Здраво луѓе, пред да започнеме со темата на видеото, а тоа се цели, зошто се битни и како треба да си ги поставиме, најпрво би сакала да ви посакам прекрасна година. Да имате изобилство на секое поле, буквално на професионално, на приватно, љубов, здравие, пари, се што си сакате. Мислам дека секој знае што е тоа што најмногу му треба во секој момент и поради тоа ви посакувам буквално сето тоа што некогаш сте се чудели, сте го замислувале, дали може би не е реално, дали не може да биде дел од вашата реалност, да ви се исполни и да ви посакам да имате големи соништа и да не се плашите, да бидете храбри и да се движите напред кон секој предизвик. Прво би сакала да направам една рекапитулација и тука 3 работи или лекции кои што сметам дека се многу битни, кои што конечно ги научи во 25-та година. Првото нешто е да не ги слушате другите. Секогаш кога ќе споделите некоја идеја, некој сон, некоја ваша желба, луѓето нема да ве подржат. Зошто го велам ова? Не бидејќи тие се лоши или не ви сакаат добро или сите ви сакаат лошо на вас, туку бидејќи едноставно не може да го видат тоа што го гледате вие. И многу пати нивните стравови, бидејќи ви посакуваат добро, секој сака, особено најблиските, вие да бидете среќни, да имате убав живот, удобен живот, но тие не се свесни дека понекогаш среќата вие ја наоѓате во предизвиците и дека сигурноста не е тоа што ќе ве направи среќни. И поради тоа не ги споделувајте вашите соништа со никој, освен со себе и со некоја личност која што сте сигурна и ви се покажало дека ве поддржува во минатото. За да не се разочарате и да не се откажете од вашите соништа. Втората лекција која што морав да ја научам некогаш во животот и ми беше една од најтешките е да го отстранам перфекционизмот. Тој перфекционизам, се да биде совршено, се да биде склопено во мојата глава, се да знам како ќе изгледа уште пред да почне, толку многу ме кочеше во животот. И сметам дека тука на ова видео морам да изразам голема благодарност на мојот ментор Душан, кој што верувам дека сите што ме следат го знаете, бидејќи толку пати и на академија и на сите предавања ни повторуваше дека перфекционизмот е тој што не кочи во животот и на толку убав начин тоа го имаше објаснето. И тоа беше тоа мене што ми требаше во 25-та година да го научам и верувајте ми како човек кој што цел живот се трудел да контролира се, многу беше тешко јас да одлучам дека ќе ја покажам таа моја несовршена верзија, дека ќе ги правам работите иако знам дека не можам 100% да ги контролирам и дека мора да се одречам од контролата и од перфекционизмот и покрај сите други придобивки кои што ги добив од академијата, мислам дека тоа да се ослободам од перфекционизмот дефинитивно е една од најголемите вредности, секако покрај знаењето што јас ја добив од Душан како ментор и од самата академија. И третото е дека стрес, односно најголемиот стрес и анксиозност, ни ги предизвикуваат работите кои што знаеме дека може да ги направиме, а не ги правиме и ги одлагаме. Никаква преработеност, никаков бърнаут мене не ми предизвикува стрес како работите кои што знам дека се во моја контрола, знам дека можам да ги направам, а не ги правам и ги оставам.
Затоа, да сумираме. Немој да ги слушате другите, особено кога се работи за вашите соништа. Ослободете се од перфекционизмот и најголемиот стрес ни ги предизвикуваат работите кои што знаеме дека може да ги направиме, а не ги правиме. Сега да продолжиме со целите. Како што реков на почетокот на видеото, ако немате барам половина час да одвоите за да си ги поставите целите, патот и насоката кон која сакате да се движите, цел живот ќе бидете осудени да ги исполнувате целите на некој друг, кој што одвоил од своето време и си поставил цели. Затоа, тетрадката, пенкалото и пред вас цели кои што ќе се однесуваат на вашето здравје, на вашата работа, фамилија, љубов, на сите полиња на кои што сакате да имате експанзија во следната година. Заедно ќе растеме, јас ќе се трудам да ви давам совети, да ви помагам на секој аспект кој што сметам дека можам нешто да дадам, ама за да можам да ви помогнам, ми требате и вие. Ми треба и вашата енергија, ми треба и вашиот труд. Затоа сега, како ќе ги поставиме целите и во кои категории ќе ги поделиме? Нешто што сите ќе ви кажате, бидете реални. Јас нема да ви кажам да бидете реални, бидејќи што е тоа што е реално? Дали се некои факти, дали е некоја анализа направена врз основа на минатото? Што е всушност реалноста? И зошто да веруваме во нешто во што веруваат сите и во нешто што едноставно не знаеме дали ќе се случи? Немаме појма што ќе се случи во иднината и зошто да се ограничуваме? Од каде знаеш дека, да речеме дека имаш некоја бизнес идеја и сакаш да почнеш и секој ти вели биди реален, не може да успееш во тоа. Од каде знаеш? Од каде знаеш дека доколку ти не даде се од себе и не се потрудиш, нормално е да бидеш реален и да очекуваш таа идеја да не успее, но доколку целата твоја енергија, целиот твој фокус ти го насочиш кон тоа нешто, верувај ми дека нема ништо да се појави на патот што тебе ќе те спречи да успееш. Може само да се појават луѓе, да се појават само прилики кои што ќе ти помогнат да успееш кон тоа патување. Затоа, целите не треба да бидат реални. Целите треба да бидат како нашите соништа, треба да бидат големи и мора да сонуваме и да целиме кон многу поголеми работи од тоа што ни го велат. Бидејќи реалноста, мислам дека ја ставам во исти ќош со песимизмот. Многу пати се трудиме да бидеме реални од страв дека ќе се разочараме. Па што ако се разочараме? На крај на денот битно е дека си пробал, дека си целел кон нешто високо и колку ти си научил на тоа патување. Замисли се, сега поставуваш некоја мала цел, ја исполнуваш и тоа краткорочно задоволство што си го исполнил ќе ти трае колку? 2-3 сати, еден ден максимум. Ама ако си поставиш голема цел и не знам, 80% од таа цел ти ја исполниш, многу поголема корист ќе имаш отколку мала цел и да ја исполниш. Бидејќи за да исполниш 80% од таа голема цел, ти треба многу повеќе да се озреш, треба многу повеќе да се вложиш, многу повеќе да работиш и на крај на денот патувањето и личноста која што ќе постанеме ние додека исполнуваме таа цел е тоа што е најбитно. Големи цели, не можам јас да ви кажам кон што да целите. Вие мора да се седнете сами со себе во тишина и да си размислите и да си ја слушате вашата душа и план за акција. Што е тоа што е во ваша моќ и што е тоа што вие може да го направите за да бидете сигурни дека вашата цел ќе биде исполнета. Никогаш не можеме да бидеме сигурни 100%, бидејќи не можеме да ги контролираме надворешните околности, надворешните фактори, но тоа што може да го контролираме е каде ќе го дадеме нашиот фокус, каде ќе ја дадеме нашата енергија и кон што ќе целиме.
И тоа е најбитно. Другото не е наше и на другото нема што ниту да се фокусираме, ниту да го разговараме, ниту да го дискутираме. Тоа што е наше, ќе го направиме, а останатото ќе го препуштиме на Бог, на универзумот, на енергијата да бидат со нас и да ни помогнат. Не би сакала многу да должам. Тука ќе го завршам видеото и ќе сумираме. Целите треба да бидат големи, треба да си поставите план за акција, што ќе направите вие за исполнување на тие цели и да го препуштите исходот, односно крајниот резултат на нешто што е многу поголемо од нас. Луѓе, ве сакам и ви посакувам блескава и магична 26-та година.